на македонска јавност. Имено на состојбата во собранијата заради тоа што ние денеска сведочиме за школски пример за тиранија, заради тоа што ние имаме апсолутен владетел, узурпатор, деспот, кој што спроведува сила, моќ, со цел да заштити неколку тисни партиски бизнес интереси на неколкумина од власта, па затоа ова парламентарно мнозинство кое што себе си се декларира како европски и прогресивни, немаат слух за апелите кои што овие денови стигнуваат токму од амбасадорот на делегацијата на Европската унија во Македонија, од меѓународната заедница, дека имаме злоупотреба на европското знаме, на закони, замислете, кои што се однесуваат на класична експлоатација на труд, на злоупотреба на работна сила, на злоупотреба на народот на Република Македонија. Ова прогресивно мнозинство не само што го злоупотребува законот, туку до толку повеќе ја храни и ја штити корупцијата во Македонија. Дополнително, да не заборавиме дека со ваквото однесување и со овој криминален пакет на закони кои што се обидуваат да го протнат во скратена процедура овдека во собранието, ја погазуваат, односно ја прекршуваат спогодбата за стабилизација и асоциација која што имаме подпишана како земја уште во 2001 година. Дека сето ова навистина се случува во ова собрание и потврдува денешниот предлог дневен ред. Замислете, на денешниот предлог дневен ред, ова парламентарно мнозинство за предпоследна точка го става извештајот за работата на Државната комисија за спречување на корупција. Толку од прогресивните, од големите шарени борци и така натака, како што честопати споменувам, останаа само платени борци. Од тука предлагам годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупција, согласно член 77, да се стави како прва точка на дневниот ред. И за крај подсетувам, колеги, имате директна одговорност како пратеници, заради тоа што со овие чекори денес, како што ги направивте во собранието, не приближувате, вие не оддалечивте од Европската унија. Ви благодарам.